Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодевска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Така е. И денеска ова прекрасно петочно попладне створено за дома, створено на затворено, затоа што надвор е воздухот отров, така што препораките се да си уживате со вашите блиски, па и сами, ако сте, и останете следниот час на Телма телевизија. Ново издание Никој како. Така е, да. Имаме на вистина супер гости и затоа стартуваме веднаш. Веднаш, затоа што имаме и многу гости. Така што почнуваме со првата наша драга гостинка која што доаѓа од Србија. Така е. И на вистина ќе ни биде чест. Одамна сме правиле и јас и Кате со неа интервју и на вистина е многу пријатна. Ќе имате можност да уживате во следните минути во Никој како со Александра Радовиќ. Добре ни дојде. Боле вас нашла. На вистина ни е драго. Хвала. Затоа што успеавме да се организираме овој турбулентен период е. Сега пред Нова година настапи, нели, има ангажмани, така што на вистина ти благодариме затоа што ни направи чест Hvala. и ни си дел од нашава емисија. Како си? Evo dobro, odlično. Umorno, malo više umorno, Како ali... сите сега? Пред Нова година. To je ono, znači, podelila sam pre neki dan na Instagramu jedan story, znaš, kako muzičari u decembru, kako izgleda život jednog muzičara u decembru, znaš. I kako? Onako full spremna, dolaziš kući, ležeš na krevet, tog trenutka kad si legla, alarm, ti ustaješ samo na drugu stranu kreveta i kao nastavljaš kao da se ništa nije desilo. Да, така изгледа животот на музичарите во декември, како што го опишавме сега. Da. Обично 17:15 попладне, како естраден уметник, имаш ли време за оној стандарден ручек, одмор, малку да се релаксираш пред телевизор, претежно, нели, генерално, кога не само кога е периодов пред Нова година, во текот на годината? Da, pa generalno ne. Da budem iskrena, ne. Otkako sam i roditelj postala, nekako se mnogo fokusiram na posao i na dete i mislim da taj neki prazan hod nemam nikad. Stalno je nešto, televiziju slabo gledam, ali eto, sad će raspust, sad će, se kaže, proći će praznici, pa eto, može malo i da se odahne. Zaboravila sam već šta si me pitao prvo. Toliko o mojoj pažnji. Што правиш во 5:15 попладне, кога не си на работа и не си во емисија? Eto, ništa, ne, znači zaboravila sam, lepo beže i kako kaže, rado se sećam tog perioda. Да. А ќе одите никаде со кирката, никаде на зимски одмор? A idemo, da, mada sam ja letnji tip više i dete letnji tip, tako da smo mi, otprilike, meni je leto, trudim se, barem da bude neradno, tako da smo mi celo leto na moru. To mi je neka terapija. Dobro doaѓа и во зима море, така што ако се плановите врзани за некаде тропски, би било супер, не? Da, pa išli smo jedne godine, smo bili baš na Sejšelima u zimskom periodu, bilo je prelepo, tako da stvarno jeste to dobro kad se malo preseče zima. Да. И поголемо уживање кога така ќе биде, затоа што знаеш дека другиве сите се мрзнат, а ти си во костум за капење. Znači, ovi ljudi su jako duhoviti van kamera. Ja neću sada reći šta su oni pričali pre nego što su uključile kamere. Ali budite sigurni da su zanimljiviji još nego pred kamerama. Пред камерама. Фала ти за тоа. Само да им кажеме сега мал вовед во се оно што кажам, нели, да бидеме доследни за оние можеби кои што не сватија до крај или не разбираат српски. Значи, Александра вели дека има стори, прво започнаат од таму, нели, стори на Инстаграм која што зборува за тоа како пејачите или воопшто луѓето од јавниот живот во овој период, во декември месец, што прават и дека и како изгледаат, дека со куфирите спремни, таман ќе тргнеш таман ќе тргнеш да одмориш, вели таа, и веднаш те носи патот на алармот те вика и треба да одиш на друго место, и дека убав одмор имала на Сејшели пред никоја година. Така и дека е летен тип на човек кој што сака лето, така е тоа успешно. Да, и генерално нели со нашиве досетки гледачите ќе разберат. Александра, македонски фонд на македонски зборови имаш? Нешто што знаеш на македонски. Ајде пет зборчиња на македонски ако ти текнат. Сега те фатим во небрано. Kaj si? Добро, така. Kaj si?
Она на то што те сакам. Сакам. Сакам сите. Те благодарам. Ти благодарам. Ти благодарам. Milion toga. Daj da vidim, malo se podsjetim. Ajde. Reklamite. Reklamite. Dobro, reklami. Pa dobro, dovoljni se. Pa da, pa dovoljno. Dobro ti ovdje. Ok, ajde da se prefрлиме на оние прашања кои што стандард ги имаме за нашите гости, кои што секогаш изнудуваат интересни одговори од различни секојдневни ситуации. Така ли? Вика, дали имаш тајна колекција што никој не ја знае или што ја знае колекција на нешто? Во животот дали си собирала нешто? Pa to kao Dali si klinka. kolekcioner? Marki, Obično i ploči se zbira, cedinja. Znaš šta skupljam? Da bi verovali, ali ne praktikujem recepte. Recepti? Stvarno? Готвиш? Сакаш да готвиш? Da. Recepte baš volim, ali u stvari to je i moja mama je i kolekcionar tih recepata. Ali to nije tajno, to je onako knjige silne, neke napisala je ne znam nija koliko. Tako da volim eto da skupljam recepte. Сите се пробани? Nisu. Dobro. Ima vremena. Dobro, собира рецепти, да само кратко да појасниме за нашите гледачи и сака да готви. Така е. Дали некогаш Александра си ја снимила песната поново и поново, одново и одново, поради неконтролирана смеја? Jel si se smejala? Дали те фатило некој лудило во студио? Da. Studio, ne znam. Pa hvata, znaš ono, baš kad ne treba uvek se desi, ali uglavnom to bude kad su još neke kolege tu. Recimo, dok smo, Vlado Georgijev i ja, dok smo bili, dok smo radili u nekom periodu intenzivno, toga je bilo dosta, jer prosto sa njim stalno nešto se čovek zaceni, jer stalno nešto dobacuje, provaljuje i tako. Ali to su više snimanja nego studio dok se snima pesma. Nego u toku snimanja je uvek bilo stvarno. Да. А сакаш во студио да имаш публика додека снимаш, да речеме, нова песна? Не, така? Не волим. Не волиш? Не. Добро. Значи имало ситуации кога се смеела, посебно со Владо Георгиев кога снимале заедно. Да, тоа само да го споменеме. Дали си носела или дали носиш иста облека повеќе пати на јавни настапи? Да. Naravno. Obično nelike lugeva postoji to, adeka... Ne, naravno, postoje, mislim da su prevelika očekivanja od ljudi koji se bave javnim poslom. Naravno, možda to u svetu negde ljudi ne praktikuju, nije možda sigurno da postoji, ali tu imate i brendove koji šalju na kućnu adresu, garderobu, tonama, pa onda vi birate šta vam se sviđa i sve to. Međutim, kod nas nema ni dovoljno dizajnera, niti dovoljno, da kažem, garderobe koja je tog tipa, tako da sve ono što bude u šopingu negde preko, na kraju završi u toj nekoj casual kombinaciji, ali naravno za ovako neke koncerte i neke veće javne nastupe, naravno, trudiš se da nikad ne ponoviš. Se trudi, neli секогаш да не се повтори? Јас имам само едно подпрашање. Исто и јас. А, добро. А верувам дека ќе се споиме завршањето. И нели се труди секогаш да биде различно, кога е за поголеми настани, но како и сите ние, нели не секогаш може да се промени облеката. Да. Дали имаш стилист и луѓе кои што секако имаш, но дали си ги променила и колку пати во животот низ кариерата ги промени дизајнерите и стилистите во текот на својата кариера? Не много, zato što... Дали си строга? А лоша, дали си строга? Ne, nisam, nego sam... Znaš šta je to problem? Znaš kako ljudi kažu stroga, a uvek povežu to stroga, u stvari shvatam zašto pitaju, zato što oni to povezuju sa stavom. Kao, da li imaš svoj stav vezano za oblačenje, pevanje, za sve u životu. Ako imaš, onda si strog. Znaš, ako je to tako, onda jesam. A dobro, koga angažiraš, izvini? Ne, dakle, ne volim da sam onako oskudno odevena, to mi se ne sviđa i ovi novi trendovi mi se generalno ne sviđaju, tako da, naravno, vrlo sam određena. Kad si više gola nego obučena? Više sam obučena. Ne, kad si više gola nego obučena. Da, više volim da sam obučena, da. Tako da, nažalost, evo, naš stilista Stefan Orlić, koji je radio sa mnom dugo, on je otišao za New York, tako da smo dosta, to što kaže, izgubili time.
Ali evo, sad imaju, otvori se neke nove stvari, neke nove saradnje. Evo, za koncert u Sava centru, recimo, za drugi Sava centar koji sam radila. Da, je bio dizajner iz Skopja, iz Makedonije. Odnosno Tetova, Zlatko je radio. Гледав твој интервју, тоа ми беше прашањето, дека ја следи нашава ова што ни се случува тука, се следи Александра, така да тука сакам да се надоврзам, на концертот беше облечена, Mislim, tako su bile predivne reakcije. Žene su poludele za tim haljinama. Stvarno je i on predivno to uradio. A kako ti go vide? Kako se najdovte sa Zlatko? Pa preko mog asistenta i PR-a koji je inače u kontaktu sa njim i koji se inače i bavi svim tim stvarima. Radi kao hobotnica, 500 nekih segmenta. I sad tuka se razvije jedna diskusija. Сега тука се закачивме сега строга или професионално. Колку ти имаш удел во тоа што ќе ти го направи тој дизајнер? Односно, дали можеш да преминеш преку нешто кое што, ете, Златко си му се јавила да ти направи хаљина? Има ли твои барања, захтеви, како тоа да изгледа и нешто што не можеш да го носиш? Ja uvek želim da izgledam kao dama, to mi je... Znači, želim da budem sofisticirana na sceni, želim da su to duge haljine ili kombinezoni, da nemaju šlic od struka, nego da su onako lepe sa ukusom. To je jedini zahtev koji u stvari imam. Tako da to nije nekome ko zna da radi svoj posao, nije mu nikakav problem da to ispoštuje. Ама имаш влијани? Sigurno. Во она што стилистот го смислува, така? Neću. Ne kažem, naravno da kažem, da. A kako se inače oblačiš? Evo ovako. Kad si onako, ne za televiziju. Pa eto, volim tu sportska elegancija, sportski ka sportskoj eleganciji. Ovo je novo sve, sportska elegancija, nisam novo, generalno site to. Sportska elegancija. Konačno su se žene izborile za sebe da farmerke mogu da kombinuju na sve živo i da trenerku mogu da kombinuju također na sve živo. I to da bude sportska elegancija. Shvataš, i da imaš haljinu i patike. To je fantastična stvar. Kako go razmisliš, sportska elegancija, ne da ne ide. Pogledaj, pa šta si ti danas? Šta si danas? Pa, elegancija. Elegancija? Pa da, zato što farmerkite veke odad vo elegancija. Ama čekaj, ima pravo, Aleksandra, dolu sa patike. Elegancija? Sad. 1-0. Аме, најдовте сега. Добро. Океј, одиме понатаму. Дали некогаш си посакала да се откажеш од проект поради несогласување со колегите, менаџер, бенд и така натаму? Da. I poželjela i uradila i sve. I uradila? Da. Izašla sam iz nekih takmičenja koja su, iz nekih show programa koja su, to jest iz jednog konkretno, koji je onako bio pogrešno postavljen. Akcenat je bio na pogrešnim stvarima. Tu se dovodilo u pitanje dosta svašta se dovodilo u pitanje, ali na kraju krajeva nije bilo okej prema svim tim mladim ljudima koji su došli tu zbog pesme i zbog muzike. I uvek ću napustiti takva snimanja i uvek ću, kako da kažem... Gdje se boriš za... Da se borim za ono što je važno. Znači, mi nismo uopšte bitni, ti neki žiri. To je potpuno nebitna kategorija. Da, nekako show programите se svedva na žirito. Žirito se zvezdite, ovije deca se nekako во сенка. Jeste, pa onda zašto instruira ti sa ovim, ti sa onim, pa zakači se sve gluposti. Mislim, nisu meni, ali hoću kažem da to rade ljudi. I onda to mi je besmisleno. Da, ma, jer rečat lugjeto, to je showbiz. Pa, ja mislim da smo mi, eto opet ću reći, imali jedan fantastičan show koji se zvao Prvi glas Srbije, koji ništa od toga nije imao. A bio je super. A bio je fantastičan. Prosto smo mi bili zabavni, bili smo konstruktivni, kandidati su pevači bili super mladi, evo napravili svoje karijere i Sara Joj, i Nevena Božović i još njih dosta, tako da to su neke lepe i dobre stvari. Јас тука одмah ќе се надоврзам на она прашање што малку подолу е, пошто во контекстов, дали некогаш си размислувала да се откажеш од кариерата, да ти дошло до... Da, naravno, mnogo puta. A verujem i zaradi sve ovo što do svega go komentirate. Zašto? Pa da, zato što, znaš kako, ja volim radio, volim tu neku divnu, ušuškanu atmosferu koju sam sebi možda napraviš dok pustiš radio tiho negde uz glavu da ti svira. Ali televizija je donela naravno super stvari, donela je naravno i loše stvari, kao i mediji generalno. Ali
Voljela bih da može, ali kao što ne može ni u jednom poslu čovjek da se bavi samo onim što mu se sviđa, voljela bih samo da pevam i da se taj moj odnos sa publikom jedino vrednuje i da je to jedino važno i da je to, znaš. Ali eto, naravno ima uvijek... No, deka se može, doka si ti među drugite. Koji što se bori za sve ovo što do svega go zboruvamo. Otvoreni gradi, golutija, za da uspije. Pesната пред се, вокалот пред се, така да кога може да, кога се бори човек, ќе излезе квалитетот на видење, што велиме. Добро, чинам дека и гледачите во контекст на овие досетки разбираат, односно нашето надоврзување, значи зборувавме за... Да, сака само кратко, нели? Кратко за сите овие прашања? Да, се. Јас казав. Паќе нема време. Зборувавме за тоа дека, нели, имала предизвик таков, каде што оставила проект, бидејќи не се ценале вокалните способности и музиката, него што само други работи. Така е, за да биде сето тоа. И другото во контекст го разбравме, така ми. Така е, да. Дали некогаш си го заборавила текстот за време на настап? Sam, da. I što тогаш? To, znaš, ali najzanimljivije, pošto obično zaboravim početak. Kako I onda početak? kao okrenem se prema pratićem vokalu, znaš, ali verovatno je strogo pogledam ili sam unezverena. Ne znam koji je to pogled, ona u tom trenutku ovako stare, znaš. Što zgrešim? Da. I sad ja... Ali ne, traje pauza i onda već naravno svi vide da sam zaboravila tekst, ali to bude na kraju uvek simpatično. Nešto se opet glupo desi usput i onda to bude simpatično jako. Ali dešava se. Nisam nešto ljubitelj onoga, vidim da dosta praktikuju ljudi onaj zovu idiot. Da, idiot, da. Čitanje, ali nešto to nisam nikad praktikovala. Mene mi ima mnogo loša тоа како слика еден изведувач, посебно па на свој концерт. Да не си ги знае своите песни. Или па на настап сега. 30 песни се во прашање. Da, не можеш да ги научиш на памет. A nije, desi se tako neke gluposti se dese i to kad zaboraviš, ne zaboraviš što si ga zaboravio, nego se desi neki trenutak... Se blokiraš, da. Ne, nego prosto desi se neka situacija ili nekog vidiš u publici, ili te nešto te omete u tom trenutku i skrene ti pažnju. Samo, znaš, ono kao počneš da se baviš time umjesto... Но публиката може да ти помогне, гарант има некој фан напред кој што ја знае цела песна. To je, kažem, ovo se desilo možda 2-3 puta u celoj karijeri, tako da može... И сега пред да пее... Само кратко да кажеме, да, и се случило. Обично во такви ситуации се врти накај вокалот кој што е придружува, така, и кога и во таа ситуација бек вокалот не може да помогне на некој интересен начин, знае да си се извади. Секогаш ке се извади, ама се случило само 3-4 пати, не се случило многу, да. Кажи ми сега што ќе има во Струмица, каде ќе може да дојдат оние кои што сакаат да те гледат? Сутра увече, да. Добро. И причината за која што си дели во Македонија? Во Македонија, така е. Струмица? Струмица, да. Настап. A povod, na nastup, da. Не гледам, не гледаш. Причина не е повод. Причина? Добро. Причина, добро. Па, добро, окей. Да, исто е, се разбира. Da. Gde? Restoran je u pitanju. Во Струмица имаш настап. Ja mislim da je, da. Шалом, мислам. Da. Прилично можевме да имаше забележителни убави настапи во Македонија. Jeste, bile u Filharmoniji, ja mislim, ove godine. Prelepo i publika je divna i baš sam se iznenadila. Ne mogu se reći da sam se iznenadila što vidim toliko razne generacije u publici, ali je to predivno. Od klinaca do tinejdžera, pa moja generacija, pa stariji ljudi. I baš u Skopju je bila situacija da su bila 3 para. Ne znam sad da možda i gledaju da ne lupim godine, ali ljudi su onako u nekim zrelim godinama. Toliko je bilo prelepo, oni su bili divni. Čak jedan gospodin i pevao malo. Da, mnogo je lepo bilo. Tako da... Значи имаше повеќе настапи изминатава година во Македонија, прекрасни настапи, забележителни, каде што имало и повозрасни луѓе, и помлада публика, и прилично задоволна и успешна година, нели? Da. И сега пред да ни запееш нешто, само кажи ни која ти е омилена македонска песна? Omiljena makedonska. И само додека размислуваш, јас ќе ја подсетам публиката дека пред
неколку години. Колку има? Има десетина, може и повеќе. За настапот на стадионот. Тогаш имаше Гаро, Таветјан има, нели, проект со балканските звезди. To je bilo prelepo, da, bila Josipa Lisac i bili su svi Моето срце чука во 7 осмини, се викаше. А тя Da, iz пееше? Belog Grega. Eleno Kerko. Така е. Eleno Kerko, Eleno. A nemoj me sad pogrešit ću Браво, tekst. браво. Добро, добро. Добро, го знаеш И одамна беше. го знаеш текстот за својата песна, Za така? svoju znam. Ајде, малко да пееме, а после имаме Не предизвик заклинем голф се на играме. љубав, ве молам. Повелата. Ајде. Пуштај. Пуштете, Sinoć smo матрица pevali do малко. kasno, ne zamerite. Ајде, Да, мало. сега е Kako таков je период. on pustio ovako? Може? Može. Само глас. Ne zaklinjem se na ljubav, s tvojom slikom ću pred voda. Ništa nemam osim toga i nikom se ne zaklinjem na ljubav. Ne zaklinjem se na ljubav, pored mene samo prođe. U prašini srce luta i nikom se ne zaklinjem na ljubav. Ako ti jave da te tražim u muzeju svojih laži, gde je tvoje lice srećno, gde se smeješ večno, gde je mirna luka. Ako ti jave da me nema, raspij čašu bez problema i do tuge sve u bezdan bolje, od tog ne znam ko bira duša. Da nikom se ne zaklinjem na ljubav. Одлично. Благодариме бескрајно, Александра, затоа што знаеме дека нели вчера се пеело до рани утрински часови и ќе се пее и утре, одмор треба. Сега за ова не ти треба вокал, одиме на нашиот Божикен голф или новогодишен, како сакаш, Крисмас и така натаму. Значи, ќе видиме, си играла голф до сега? Nisam, planiram u Да budućnosti. изиграме еден предизвик. Овде ти е позицијата. Dobro. Значи, кате внимавај добро друга. како дали тоа правилно како оди. Чекам. 3 топчиња, 3 Ајде. можности. 3 topčinja, 3 3 možnosti. можности. За да го погодиш ова. Окей? Може? Ајде, Александра, како си со голфот? Може, кога сакаш. Абе не. Левак си, деснак си, не ти Pa, одговара? bila sam levoruka i onda su me u školi ispravili na desno, međutim sad i jednom i drugom i Исто и јас. Da, Значи, да, таа генерација, кога Da, не беше to je to, дозволено znaš во kao, школа. da. Žabe, pravdanje! molit ću, lepo, dajte neki teži zadatak. Idemo. Александра, овде завршуваме со тебе во овој дел на нашата емисија. Навистина уште еднаш благодарност. Многу здравје и многу убави моменти во следната година. Hvala, ja vama želim isto da smo u novoj godini radosni, da brojimo lepe trenutke više nego ove loše, da imamo zdravlje i naravno svim vašim gledaocima želim mnogo sreće u novoj godini. Да ни дојдеш пак. Да ни дојдеш пак, Ето така, така. да. Јанг Дади, Јанг Дади и Барбара Поповиќ, останете на Телма, реклами. па се враќаме назад. Еве Никој како се префалуваме на следни гости, нова тура гости во Телма. Навистина ни е драго за генерација Z, сега сме малци. Не, само кажи ми како рече повратам. Да, јас ке се повратам. Вратам, јас ке се повратам. да. Знаеш ли кој ми е најлошиот збор во македонскиот литературен јазик?
Повратници од странство. Мислиш, дали повраќале е како Јанг Дади сега, нели? Повратници, значи, нели, он е во странство и Значи, доаѓа, Јанг Дади се поврати и во дали Македонија. повраќа тука или повраќал тама, па дошол овде да не повраќа. Страшно. О, да. Океј, Јанг Дади, добре ни дојде. Нова тура гости. Барбара Поповиќ, добро дојде. Добро ве Па како најдов. сте? Малку сте ми така шуби-дуби, Супер вчера сме, се заглавиле. Вчера бевме на журка и малце Малце повеќе траеше. повеќе траеше Ама журката. добро е пред нова година сега, баш Да. кога ти, од кога не си во Македонија? Па ја не сум 3 месеци, И како во Милано? многу убаво. Сериозен си? Мене ми Да е одиме супер. сите? Па, мислам дека и тука не е убаво, не мора да си оди. Така Да. кажи, Добро, тоа е тоа. дипломатски сега, ти не отиде, не се пресели, отиде да Да, учиш. Да, да отидов учиш. да студирам, да. Што студираш? Fashion communication, тоа е као маркетинг за мода. Модни брендови и мода, нешто Да. така. И? И од кај ова ти излезе? Кај ова излезе се? Па многу спонтано искочи, све се случи у мај. Онака сакав да идам на мастер студии Добра. и барав опции и случајно дури барав факултети, најдов за еден сервис овде. Екипата од ЕАК ми помогна да најдам факултет и случајно ми го предложи овој факултет и видов дека има смер фешн маркетинг и решив дека сакам малце да се тестирам, ме интересира мода, мислам дека многу ќе ми помогне да се дополнам себе си и многу спонтано одлучив онака одма, викам добра, ајде ќе аплицирам, ме примија у неколку недели и решив Аплицираше да со нешто? Нешто Имаше треба да мака изработиш или за не? примање? Немав мак. Многу беше некако лесно. Требаше да спремам CV. За нас артистите тоа Тоа е страшно, пошто никогаш не си идел си да правил, бараш да, работа да, или да, нешто и беше многу онака, сега треба да седнам и да фуцам, А да значи. не е празен лист. Да, и некој motivational letter требаше да напишам и Добро. толку пратив, Толку? ме примија, задоволни беа од све. И што и правите во стипендија овие ми 3? дада. Вау, браво. Да. А што правите овие 3 месеци? Ништо. Се адаптира на простора. Што правевме? Ништо многу интересно на Па факултет. не, како се студира тоа? Мене ме интересира тоа. Има дел што е досаден, значи Добра. учиме Добро што вие не разбирате од Милано затоа. Да, Добро? учиме некои основи на економија што више сум завршил и онака ми е досадно, ама од друга страна има многу интересни предмети кај што гледаме видеа од некои фешн шоус, Добра. учиме за историја на фешн, така Епа, да добро, тоа е добро. има некои работи што се стварно онака интересни и си викаш и ова никогаш немаше да го знам. Значи, твојот стил, специфичен и одличен, ти си го Помогна. креираш, така? Така е. Па најчесто. Да. Најчесто. Најчесто. Од таму било се. Да. Добро. Не, а ти ќе продолжиш да работиш тоа нешто или ќе врзуваш се Па, заедно со музика? Мислам дека сакам највеќе да го врзам со музика, а може би искористил да направам нешто во Македонија што го нема. Некој бренд. Некој, дали ќе биде бренд, дали ќе биде, може ќе отворам некоја агенција, не знам, ама некако предприемачки размислувам цело време, така да Браво. ќе видиме. Дади, браво. Да не ја дотера ти Барбара сега за овако, да ти каже Не. што да облеча? Немавме време Немавте да време. се договориме, да. Добро. Барбара, твоето секојдневие, што правиш Моето секојдневие е додека дома. господина дома. по Милано е таму? Што правеше во Белград? Ми рече дека често си Белград на Често релација сум, да, Белград релација Има Скопје. доста Белград, наврзана, да. Скопје, таму е во продукција цело време сум, снимам, работам, песни, спотови. Да. Како беше ова со Јанг Дади? Како се брзавте? Како? Многу спонтано. Добро. Што значи спонтано? Ајде, Спонтано значи јас снимав тотално друга песна кај Дарко. Аха. И дојде Дади. Давид беше, не знам зашо беше таму. Ја бев таму. Не, сите викаат секогаш сите дојдете, многу спонтано, ова стварно беше многу спонтано. Јас бев пишував текстови. Аха. За други И песни. да, за други песни и случајно Дарко ми се јави и ми вика даде дојди вика со Барбара нешто работиме. Дојди вика да чуеш и ја бев таму. Они работеа на скроз друга песна. Барбара Им ги вика помеша поново. ова е песната.
И после некое време се најдов со Дарко онака случајно у кафич бев. Добро. И у кафич со Дарко седиме и викаме дај бе како да смислиме некој Говориме за збор. Дарко Димитров. За Дарко Димитров. Појасниме на И викам ја случајно ми текна харам, вака го кажав. Харам. И викам, еј супер, нешто добра тема отворивме. И на неја да се врзаме сега. Да, после у студио седнавме двајцата и песната беше за Барбара, значи Ама ги измишавте лунчињата на Барбара скроз, значи вие двајца, Значи така? ние све измешаме. Можете режија малку од Харам додека си му обетиме да си ја слушаме и настапот да го Да, гледаме. прво дојде српската, само да видиме тоа, заради тоа што таа никако беше пласирана прва, така, и па потоа Па така некако беше Така искрено, некако не се ни сеќавам, све Овде правиме ништо не ми е паралелно. јасно. ништо не ми е јасно ни Ни мене. мене не ми Она беше. правеше песна, па сменивте, па направивте се не, Значи, друга она правила песна. песна сосем друга кај Дарко. Да. Ние дојдовме и убедивме дека Дека не треба Таа таа. песна не ти е за сега. дека не, добра ти е песнава, ама оваа друга Ова ти е песна подобра. е уште поинтересна. Дај да И јас си пуштив првата, другата. Стварно? Да, и она извади таа песна прво. Добра. И ништо седнавме да работиме и Дарко имаше некоја идеја, дури ја работевме песната, вика, дади, ајбе, вика, влези отпе нешто. И ја пеам. И сега викам, леле, ку знае како звучам, плюс трема тука од Барбара. Барбара сериозно пее. И јас викам, леле, сега не се знаеме ние нешто, ја влагам и пеам. И вака, ја на почеток сум многу срамежлив и Добра. влагам вака и си пеам малце и гледам вака они Супер. Викам нешто Добро? изгледа нешто добро сум Добро направил. било ова. И не знам, спонтано искочи, ја свативме дека треба ја да сум на песната и ја снимивме и ја знаев од day one дека тоа е хит. Дека тоа е тоа. Дека имаме хит. Јас не. Не знаеш? Ти мислиш онаа првата е поголем хит. Да. Нико беше така. Да, да. Знаеш, па не знаеш. Мојаватот ми е колку пати во животот си се префарбал, уфарбал, како тоа трае? Не знам, ама знам дека више Преку глава ми е? више скалпот ми е изгорен, да. Леле. Значи Добро е што имаш уште коса, а? да, пошто во последно време имам толку перут, не знам ни онака Го нема ти помогна. ништо не ми помага више, а знам дека ми од тоа пошто стварно многу често се фарбам. Едно И па одмори малку, или не 20 можеш? пати си имам сигурно у 3 години. Овие во Милано не можат. Ти смислат нешто да речеме некоја пирича, нешто да поставиш да... Многу ми е кратка косата, треба За пирика да... да. Али Кога мислам веќе- дека сега вака ќе биде. Кога веќе начнавме еден друг муабет кој што го спомнавме пред емисија на Шала на смеа, а актуелно е, Што? вода. А, вода, Ке да. нема вода, па како се подготвувате за тој Не, момент? Јанг Посебно Дади- млади луѓе. Јанг дади ќе се оди у Милано. Веројатно, Не, мене сите викаат сега ли Сега ли најде која нема вода? неверојатно кај младите тоа е сега страшно, ме разбираш? Секој човек Не, Како ли не, они ќе се не, спремаат не ми е сега за во град, нормално ако три што пати се да се случува. изваѓа пред да излезе? Да, ја Еве сега јас работам вечер Добро. во клуб и што треба да направам? У водовод Не да бањата се ли бањам, да? не Не може. разбирам. Имаш ли некоја другарка што живее у Радишар? А у Чаир? Ке ти најде даде некоја и ке идеш, и ке се избањаш. не А вечер Скопје е некој малец. хотел да најдеш кај пееше А вечер? нема и хотелите, не знам ако Ама има. нема... Кочани да најдеш. Ама Не, у Кочани има вода. Да, у Кочани У имаш вода. Кочани Таму да си се избањаш. Па, У Кочани. спи си у Кочани, Да. избањај се, зими... Удри си одмор. Зими си водичка од таму и донеси нам. Страшно. Јас сум фасцинирана што се Фасцинирана, случува, страшно. да. Види. Ти како ќе се договориш со Не знам, водава? ја првин бев, им викам на моите имаме викендица, над Радишани имаме викендица и у Побоже. И викам, дај викам да идеме у викендица, пошто не можам ни да замислам, уште не ми е реално. Добро. Али сега пред емисија ми текна дека Не ги нема да немаш, имам ама. вода и И дека и ладно е легените таму. ги собрав, пушти водата и Собра. И јас се облакам, ова тече се пунат легените, викам добро, ајде за вечер. Толку. Да, па од утре ќе Ке видиме. се договараме од Така утре. му мислиме. Добро. И кате така? Ја Ќе пушти кадата Када ќе цела напуни. ќе напуниме. Па со лончиња Договорени после сме. ќе се зима, а Не, ти за купивме- комшиите да има. Само да ти кажам, го праќам, мишмитка, мај се беле ламу да вода купи дека Аман има. би ти како... Абе обична вода за пиење вода. Нема вода. Чешма. Нема ни на бензински тоа пумпи, сакам ни да во кажам. продавници. Чешма има, во Чешма уште има, до 10 Добро, вечер. ама до вечер, од кај да знам дали ќе шо како дека стигнем дома. Си бидам сигурна јас, со време. И нема.
Тоа сакам да кажам, Ке нема вода. дојде, да, имец немено. Не е таква вода, нема вода за купување. Ма не ми треба, бре, имам во чешма си наполнив. Типа што си за 6 литра по литар. Не, и него, то. ај сега да не врзуваме таква тема во забавни минути, но ја тврдам дека подобра е водата од чешма отколку таа во овако, Нормално. стојана, Ајде, ќе мртва вода. отиде времево. Ајде, чек. Да. Одиме со прашањата, така Ајде, е. почнувај. Кај да почнам? Ева го. Да, дали некој сте го изгубила гласот пред важен настап? Да. И што тогаш? И што тогаш? Повеќе не интересира ова второ објаснување. Јас многу е штетно тоа што го пием, например, се напивам секогаш куртиго дексаметазон. Секогаш. Не секогаш, на Кога ќе тој изгубиш глас? настап ми беше многу битно, цела продукција ми дојде во Добро, на од настапот. Белград на настапот и јас бев мртва. Болна. Ама мртва. Леш. И? Стана лешо? Стана лешот и пееше и супер помина. Ле. Ама наредниот ден. Ама куртико не е сериозно, е куртико са на секоја таква да не. Па еднаш. Не, добро. А, не за еднаш, секој, добро, но ете, добро. да, окей. Добро. Ништо, јас... Ја откажувам. Не, ке пеам плейбек и пошто се издржува некојаш и плейбек или знам, например, сувисливи да изедам, пошто не знам, некој така кажа? ми Некој кажа, некогаш ти мајка рекол. ми така чула некогаш и Помагаат стварно? мислам дека многу малце помагаат. Али А јајце? јајце не сум пробал. Живо Јајце јајце. живо. Не сум пробал. Тебе не ти помогна? А си пробала? Знаеш што ни рече една густинка овда? Ракијичка. А, не знам колку ракијичка ќе. Ја мислам дека алкохол баш контра. бе, Нели контра? Да, Ја да, мислам дека алкохол и цигари прават контра. Уште контра, ефект за, на све. за глас. Мислам Добро. дека и така го имам и губено некојаш гласот. Добро, ти правим обед за една чаша ракија, не за... Не, да не Ти се не, наприш добро, леш. добро, да. Тука е разликата. Дали никогаш сте имали? Пијанка малце за опуштање, не ти... Една голтка. Литро, Дали никогаш чоканче. сте имале љубовна врска која започнала на неочекуван и чуден начин, дечки? Не. Да, Да. вајда сите. Ај. Што е Која ти е неочекуван финта? и Која чуден ти е начин? финта на додворување? Така најака што ќе... Не, како беше ти беше во Дулја, така? Не, како Шкорпија. А, Чека, остави Шкорпија, го да, сега, да не ми го- Шкорпија. да не ми го скидне прашање. Добро. Која ми е финтата? Да, која таква финта, која што се лепат девојки. Имаш девојка, пази што забриш. Добре, па може на... Девојче, на не таа слушај финта, сега. Јас сум дечко што многу ретко приоѓа директно на девојки што ми се свиѓаат. Значи, ако некоја девојка ми се допаја, баш Контра. Те фаќа контра паника. правам, да, или поише ќе се фокусирам на На нешто другарка, што ќе... на нешто такво. Да, или на пример може обично секогаш идам по нивните другарки, ќе ги издружам и тука им стана интерес. Бараме искрено, Али да, човече, пошто немам топ. срам пример да ја придам на другарка. незина другарка, пошто Да. не ми се свиѓа, А немам ако трема. она свати дека таа на која што тебе ти се допаѓа, мисли дека тебе ти се допаѓа незина другарка, што правиме тогаш? Епа... Како го ти решаваме проблемот? Не ќе- го комплицирам, само прашувам. Не, ако пример се ме изгубил малце, ама Ај, врати се. ако пример девојката мисли дека ја свигам другарка Така е. тогаш ја на другарка и ќе Ке кажеш дека не е кажам- во право. Да. Така е. А пак е нова искрено. Ти генерација расчистам работа. се додворува или електронски се комуницира и се додворуваат? На сим. Во живо или преку Животот не ми се мобилни? додворувал некој во живот. се Сериозна си, Варвар. Е како? А како Добре, ти се за порака? години... Не, чекај малце. Како ти партнер. се додворува? Па, никогаш не ми придал никој. А како на телефон? На пораки? Па и на пораки. Не, интересно е ова да го дискутираме. Да. Генерал, Ама тоа е може би- нормално дека има Нели, лjuta некој не фаца, знае не дека знам. имаш дечко и така натаму, па ќе ти пише затоа што му се допаѓаш и така натаму. Како денеска младиве комуницираат на тоа поле? Па има девојки на пример што ако ми приоѓале мене ми приоѓале пример на Инстаграм. Така е. Значи тоа е, мислам дека е најчесто, ама мислам дека тоа е едно од најлошите начини затоа што мислам дека никој не го сваќа тоа толку Сериозно. Што да сериозно. направи во кафич тебе да ти дојде? Девојка. Па не, ама Па подобро ама така, така имало- ние се Тоа е така одмараме. во наше време, во ова ново. Не, имало Слушај ситуации, сега, на пример, слушај. кај што едноставно, не знам, ќе видиш некој ќе ти се свиѓа и ќе најдеш начин да му придеш, ама не Така мора е да е... нормално. Во денешно време. А, и во денешно време. Ја, на пример, секогаш сакам све Кога да ти е приоѓа. во Во живо. живо. Така е. Мислам дека
у мојот живот дали еднаш, два пати сум пишал на Инстаграм на некоја девојка, онака да и Изразиш љубов или... Ја викаме да и слайднеш во DM, тоа е да... Чекај се, ја и ти со речници, да и слайднеш? Ај, превиди го тоа на овој. Тоа значи да и влезеш во пораки. Не знам како да го преведам. Да и пишеш во лошо пораки. звучи да и пишеш уствари, значи да. Значи од сега кате ти слайдна во DM за емисијава, таму се гостите. Да, или на пример, не знам, на стори има реплай. Значи на стори ќе ти пише некој многу си убав или на пример на девојче многу си убава, кака фала. И има исто у Close Friends. Тоа е Да, затворена група пријатели. Тоа е затворена група на пријатели. Пример, имаш, ти си бираш кој сакаш да го ставиш и ставаш слики што може да ти ги гледаат само најблиски. И на пример ќе ставиш некоја девојка или она ќе те стави тебе и пример се сликаш и као дека И само не она може да те види, така? Она знае дека ти уствари потесен круг. Мене тие работи ми се тотално аут ич не ми се свија тоа, мислам дека и на Барбара сигурно не ти се допаѓа, не се свија, знаејќи овака, ама... А чекај, ти имаш долга врска, затоа ти си кјутиш цело време. Добро. Во слайд DM ние многу комплицирано бе ова што го направи. Она не го прошла времето, уште Facebook... уште е во Facebook? Како да не? Она е цар за социјални мрежи, ама она имала дечко уште кога не беше... Кога не беше слайд, истиот дечко е. По пораки обични. Добро. Слушајте се, отидоа прашања. Научивме нешто кјути таму, ајде оди понатаму. Дали сте се преправале дека не сте познати кога некој ве припозна? Да. Имав јас една ситуација во Белград. Што направи и зошто? Кога траеше шоуто лани, под зграда имав бензинска пумпа. Добро. И ми треба цигари, веќе беше 3-2. И ми беше мокра главата. И беше минус 100 надвор. И в пешки. Лепа глава. Пижами, различни чорапи над пижами. Бањерка и јакна. И плаќам цигарите и там вика, ти Барбара и зајди джишо. Не. До крај издржа да... Па не беше, па не. Не, сте помешале. Да. Супер. Може сигурно да ме пријават во лудница, ќе ме примат без проблем. Така бе изгледала. Не, мене ми се случува, пример, луѓе да знаат за Young Daddy, ако ќе си правам мовет, да не знам дека сум ја. И најчесто не сум од тие луѓе кои, знаеш, ја правам музика, ја сум артист, него едноставно некојаш многу ми одговара да не знаат, Видите, тебе знаеш што е интересно, ти си кој да различен. Така да и да знае што, еве, ја и ти денеска муабетиме, утре ако те видам ќе бидеш у главата црвен. Да, и нема да те познам. Не, више нема да видам. Не. Така да веројатно луѓе и така се мешаат. Да, се има случајно, баш така, пример, некој ме запамтил и еве го фарбаниот и јас ќе доам најнормален. Онака дури облечен нетипично за мене, скрос онака најнормален и дури на себе сум се чуден и ќе седнам И толку. И немам познати, пример, после, шо збориш, Young Daddy, знаеш, онака, тогаш им текнува на некој луѓе. Да, јасно. Добро, сакам да изиграм играва. Дали, само што има, дали никогаш сте заборавиле вклучен микрофон па сте кажали нешто срамотно, нешто што не треба, нешто летнало? Не? Може би како сум се скарала со мајка ми па да ја навредам или нешто. Не мислев на свирка, на микрофон, на настап. Не? Да. Да. Ама не заборавив, туку беше намерно. Ама не би сакала да го. Нема да ни го Нема потреба, ќе го кажеме. Не мора имиња, него муабетов ми е ситуацијата. Не имиња, така. Се деси една непријатна ситуација во еден град и малку бе вулгарна, зашто ме извади од... До обезбедувањето или Од такт. Се моли обезбедувањето да преземе нешто? Цела публика? До цела публика. Цела публика. Така, зашто мене ми е јазикот подолг. Од животот. Значи ги отера. Така некако. Малку. Да. Да. Дади? Не ми се десило, мислам дека.
Ми се случило да сум го заборел Микрофонот микрофонот и случај, да но? кажам некоја глупост, ама не било нешто Не нешто, впечатлjivo да опцујам да нешто. опцуеш или нешто. После тоа Добро, исклучувај телевизор. Гасам телевизор, не за друго, затоа што таму ни е превиуто, за да не За ги да не видите види овие там. имиња што ги пишува. Кој сум јас, кој сум јас? Асоциација, односно да си погодите кој сте. Ќе не правиш мајмуни. Не бе мајмуни тоа. Ајде, треба Нема да видам погодиме... само да ја Ама да. И ти виде. кажеме. Не видов да умрам. Ајде. Гля. Не, тоа е таа нова генерација. Тоа е тоа. Добра си, добра ти ја го куца. знам. Свртете се на кај двојка, Добра. за чисто и кецот, за да ве снимат горе кој лик сте вие. Значи, вие го носите ликот што треба да го погодите. Така е. Добра. Со тоа што само со да и со не ти помага, например, Јанг Дади, за да прашаш, да Значи, откриеш ти кој си. Ти треба да се погодиш, ова што го носиш на глава, а не се ова разбрав. што го носиш кај. Не разбрав, ова новија генерација не треба Знаеш, многу да свати, им Мене, објасниш. да. Јас сватив, ама ја имам проблем со Семиња, презимиња? со Не, познати ова име личности. го Ова е знаеш. те непознато, така Ставаме. што не се секирај. Значи, ќе Се ти ти го се кажам. погодиш? Не, имам Не. проблем со нејзе да ја помогнам околу оваа асоциација. А, околу овој лик? Ајде ние ти помагаме. А ти имаш проблем. Ја имам Добро. проблем, иначе стварно не знам, значи... Не ги знаеш имињата. Толку сум... Јавни личности. Преска со Барбара тоа зборевме, ја стварно... Аут. Значи, живее сум во центар аут. на град Добро. и не кај зна живее. луѓе. Да, Значи, знам не кај зна живее, таму луѓе кај Силво, така? Да. што живеат. Не, ама Тоа не знам околу вака, него. пример, луѓе и од естрада, например, не ги познам, не не ги. пратам, Да, едноставно да. онака као... Си го тираш На твојот мене многу филм. ме Да. нервира, некогаш сакам да го убијам. Ние ќе ти помагаме. Ајде, прашувај, не нас. Прво Дади погодува или прво јас? Ајде прво ти. Прашувај. Дали сум машко или женско? Прашувај, дај, машко сум. Машко сум или Не. женско Не. сум? Женско, Значи, женско да. сум. Дали сум пејачка? Да. Дали сум македонска пејачка? Да. Дали сум постара? Мислам, Мислам, постара. средна? Колку нас? Да. Колку мене? Колку Дали сум плава? Не. Смегја? Да. Тоа е Каролина? некај црна. Не. Не си Каролина. Ма тука си негде. Ама од Од тој дал, од Таа екипа. Од таа Елена? екипа. Не. постара од Елена. Кафена. Кафена? Да. И црна некој. И црна некогаш. Некогаш? Да. Калјопи? Не. Не. Ај, помогнете ми. Ајде, помлада од Ајде, Калиопи. кои те асоцираат 5 пејачки кои што пеат? Елена, Тамара, Тамара Тијана. Плава. Тијана. Не. Ај, помогнете ми. А. Андријана Јаневска. Јаневска, Така така е. Па ме погоди. погоди, Само буква гледаш? А друга на буква А, што од која би те асоцирала? Александра Јанева. Добро, одлично. Стварно Александра Јанева. Да, супер. Супер, браво. Јас сум. Да, ти си. Барбара, Значи, да они прашувам, они вас да нормално прашувам. дека Ти таа прашувај нова ја, Барбара. генерација ја Машко, ја женско. следа. Па чекај, Машко. машко сум. Машко. Пејач, Да. постар, Па да. 40, 50, Не е Сега би жив. имал 40. Не е жив. И нешто. Тоше Проески. Така е! Знаеш како лесно, бре. Мене ми се погоди... Теј ти се погоди ми се лесното. погоди, Да. Тука сакавме да се надоврзаме, веројатно прочитавте и вие дека за нашиот Тоше конечно ќе се снима филм, документарец и така натаму. Серијал и така натаму. И навистина на сите ни е драго и го очекуваме веројатно за 2 години како што е најавено. Чекај малце само пред рекламите или после рекламите. Ви имате нешто ново са спремата? Па спремаме, ама Не смее да се Ама не е зборува? спремно. не е спремно. Аха, добро, добро. Добро. Како на социјални мрежи, како сте, докај сте со Харам? Не знам, еве Барбара нека каже. Барбара број? Не број. Ама мислам дека убиваме. Моментално. Добро идем. TikTok како оди Барбара? Значи, навака за социјални мрежи, секој ден добивам пораки. Барбара сними TikTok. Барбара. Ти ја тераш? Ја терам. Ама ти си активна на TikTok? Не, Па активна е Зашто зашто ми ја се терам. појавила неколку пати, така да меѓу она што ја го следам на алгоритмот да ми се појави Активна е Барбара, зашто има значи пораки ја секој активна. ден. не, ај си пример на шоуто кога бев. Добро. Ништо, ни тиктоци, ни ништо. Така беше малце неубаво. Мене ми излегува песната, јас тикток снимив за мојата песна тогаш, после 7 дена. А веќе песната имаше Ја милион имам видено, имам гледачи. видено со песни и така натаму. Гледачи, да. Кој е автор на текстот и за македонската и за српската? Јас. Ти си? Да. Српскиот повеќе ми се допаѓа.
Браво! Не, сериозно, сега, најискрено, Мислам дека прво почнавме да ја пишуваме на српски. Не, прво Или ти на напиша на македонски, македонски, одма е преведена на српски, а се Да, снимаш само уствари на да, српски. на српски, ама мислам дека на српски е многу подиректна. Да. И мислам дека тоа Петлив е им е јазикот за мене. тоа е најбитно у една песна да е кратка, јасна, референот да не е многу Да, така, обширен. обширен, туку да е онака да се знае Концизна точно како што е сега. Ако може и минута и пол да трае, пошто младиве не може да издржат да ја слушаат 3 минути. 3 минути и тоа е. Кажи ми која е тајната на успехот денеска? А прилично го имаш и популарни сте, нели кај посебно Јанг Дади кај младиве, нема кој не те знае, сите хитови, сите песните биле хитови. Ме интересира затоа што ностоп дискутираме овде, нема музика, има музика, не се слуша, не се цени и така натаму. Која е тајната кога се прави хит, односно не само да се направи? Дали се осмислува некаква кампања со социјални мрежи? Дали специјални кореографии? Што правиш, дете? Мислам дека самата песна ти налага што можеш ти да направиш. Значи, пример за Сара, мене само ми доаѓа идеја, имам некои песни, мене ми се свиѓа песната, ништо не ми текнува. Значи, и мислам дека најбитно е да имаш добра песна и најбитно е да си многу конзистентен и на социјални мрежи и во живо. Значи, мислам дека треба како артист да си цело време секде, значи да те има, да си присутен. Тоа мислам дека е најбитно, не треба да имаш ни еден момент кај што си во зимски сон. Океј да се имам нова инспирираш. песна, па актуелен сум, па после ќе 3 месеци ме нема нигде. Тоа многу мене најлошо ми се покажало тоа. Мислам дека подобро е да имаш дури да немаш хит, да имаш добри песни. Да имаш добри песни, ама па потоа ќе излезе некој хит. Него да направиш пример многу јака песна и одеднашка да потонеш. Да мислам цела година да свиркаш или да вадиш некои песни што не се доволно Добро, добри. секој се погодува после Ама страшен да. хит да се вратиш со Пак со уште страшен подобра Така. Али очекувања. мора, ја мислам, баш од тој аспект да се размислува, ако више имаш пример хит, Добро. мора одма да размислуваш на си следен, да на следен го- потек. А, Дали така. да го искористиш тоа у настапи, у правење на 200 TikToks или Да. било Која која насока, стратегија, ама така, мора со да план. размислуваш така, не треба да се опуштиш. Барбара е во вториот TikTok сега, а до 200 ќе стигне. Не, сега ја натарав, мислам дека има едно 15 TikToци снимено. Не објавени? И Не објавени, многу имаше. Едно ме малтретираше, но добри 2 сати во А зошто? во Само Србија. критична си, не ти се допаѓа, ефтен Не треба да сум биде тој тоа тип идеално, на што? човек, не. Ама нема, па на естрада си мора, Па па знам. како ќе допреш до младите, нормално. знам. Тоа е тоа. Ке те А има на. и добро и лошо, има и лоши Така. коментари и добри коментари, Ама, тоа треба тоа да е се тоа. надмине и тоа е тоа. Отиде времето, ајде реклами. Дај рекламите, ајде, па се враќаме со предизвик. Добро е, ете го она што се вика нов предизвик денеска. Ајде само да ве провериме, работат ли тоа свирците? Работат не свири, ама не ни треба да свири, затоа што треба да ги бутнете кој попрво овие топчиња на чаши. Па ајде може. Сега! Барбара ти извади од памет. Извини Барбара што ти извади од памет. Ајде. Браво! Оп. Барбара Ова од паника. Ова од панично. Браво! Дечки, ви благодариме многу за одвоеното време. Ни направивте чест. Фала ви на вас. Нова година? Мавро. Работам. Приватно, ти приватно? Приватно. Ти работиш, пееш? Јас работам, да. Весело. Не. Така секоја година или? Зависи, ама искрено мислам дека уживам да си прославам онака со... Затоа што сега сум 20 дена само во Македонија и... Многу е. Многу е, да. Знаеш колку време имаме да ми кажеш како се облекуваат луѓето од Милано? Ние поубаво од нив или тие поубаво од нас? Мислам дека они поубаво од нас. Они поубаво? Мислам дека Скопје си има убав стил. Така да, Добри сме, се држиме. Добро е, тоа е тоа. Брзи Фала сме, ви. одлично. Thank you. Поздрав. Фала и на вас. Поздрав, се гледаме во понеделник нови гости. Чао!